Граѓаните на Куманово, најголем дел од нив основци и средношколци со своите наставници, денеска напладне запалија свеќи на градскиот плоштад и оддадоа почит на 59 жртви на пожарот во Кочанскиот диско клуб. Меѓу нив е и нашиот сограѓанин музичарот Филип Стевановски, чија што фотографија од утрово е поставена на плоштадот. Апелот за собир на граѓаните од вчера се споделуваше на социјалните мрежи и покрај времените врнежи од дожд, младите стрпливо чекаа во ред да запалат свеќа и да им оддадат последна почит на загинатите. Свеќи запалија и членовите на Советот на општина Куманово веднаш по завршувањето на денешната вонредна седница. Треба да се направи ревизија на сите угостителски објекти и да се внимава прво на безбедноста, а не на профитот. Македонија е завиена во црно, изјави Ивана Ѓоргиевска, председателка на Советот на општина Куманово. Сведоци сме дека вчера голем дел на малолетници токму биле настрадани во ова трагична несреќа. Зошто малолетници? Затоа што тоа се деца се уште деца кои не можат да се снајдат во дадената ситуација. Затоа апелирам и до ноќните клубови ширум Македонија, и до клубовите во Куманово. Знаеме сите дека условите не се соодветни и дека треба да се направи голем број на ревизија на се она што е дадено, а што во кое што нашите деца, младите луѓе, па и ние често пати одиме и се забавуваме. Значи, редно е во Македонија веќе животот на нашите сограѓани да биде на прво место, не профитот. А знаеме дека вчера во колку се точни информациите имало над 500 луѓе во таа дискотека, што не би рекла дека дискотека, туку шупа, во кое што човек не треба да стапне, а камоли да се забавуваат младите. Имаше голем број на критики дека не треба да се бранат младите да се забавуваат, дека тој им единствен филтер да се остварат и како млади личности и да се социализират, меѓутоа еве какви немили настани се случуваат, да се почитува законот од страна на сите институции. Ваква тага во Македонија нема да се почувствува. Многу ми е криво, многу големо сочувство до семејствата на загинатите. Мислам дека ова е еден големо предупредување. Не е прва трагична несреќа во Македонија. Постојано некакви несреќи се случуваат, меѓутоа ова е едно големо предупредување да се освестиме секој каде, како поединци каде тераме, како политичари како тераме, како институции, колку одговорност имаме за да може да ги заштитиме нашите сограѓани и покрај нивните барења, секој си има свое барење, да пререди нешто, да финансиски да не биде оштетен, меѓутоа закон си е закон и треба да се почитува за да не дојде до вакви немили последици. Големо сочувство на страданите, моите молитви, мислам дека на целиот кумановски народ е да нема плюс една жртва и оние што се веќе чиј живот им е загрозен и во македонските и во странските болници, да имат брзо oporavување и да немат последици, ако траумите верувам дека ќе останат од оној настан кој го преживееле.